Здраво дечки, дојдовте во уште едно мое ново видео. Како што читате по насловот, денеска се дружиме со Тасимов. Веќе направивме емисија, меѓутоа сега дојде тука во Скопје и ми изненади на најубав начин, ми дојде за роденденот. Тој што не го гледал видеото, кај Манда реве го видеото. Гледате го, ќе те бацам така што срце мое. Дојде да ме изненади само од Белград. Фала ти, не заборавам. Сега. Дали си денеска спремна да разговараме на теми за кои што девојките реално не се секогаш храбри? Што сакаш? Да? Оно моето, пукај. Значи денеска дечки се враќа серијалот кој што го стераме, прашања кои мажите не би ги поставили на жена. Нема многу храбри девојки од држава, затоа и не трае многу често, односно не го снима многу често, али затоа денеска со Тара Симов ќе видиме што ќе одговориш. Денес прашањам тука дали си спремна. Да. Океј, почнуваме. Дали девојките сакаат бради, што мислиш? Мислам дека ме се едно. Мислам реално, ако ти зборам како жена, мене ме е све едно дали машко има брада или нема брада, ама генерално кога видиш маж вака со брадичка, ти изгледа посериозно. Јас сум сериозен? Па така изгледаш, не. Добри ша има брат. Да. Второ прашање, дали е битно машкото да плати на првиот дејт? Ева многу ме интересира. Да, битно е. Зошто е битно? Па зашто си го земал девојчето дома и као ај земи од татко ти 500 денари само кафето да ми го платиш, ме топиш нешто. Па не окей, али Реално прв пат ако викнеш девојче да искочи, треба беш галантен, малце се покажеш, вако тоа не мора сега ти да плаќаш вечера 100 до 500 евра, ме разбираш, ама кафе едно 100 денари е шо. Значи фактички не е битно колку пари, туку битно да се покаже внимание. Да, битно е само малце, ете така, или цвеќе да ја купиш доволно. Можеш и во парк да носиш само цвеќе купиш. Браво, бе, се слагам. Тоа е веќе квалитетен одговор. Бурек купете ми, не бурек. Може. Трето, дали е окей дечко ти да има другарки? Не може да има другарки. Не, многу, јас сум реална сега, шо ќе зборувам со другарки? Ти имаш другари? Ти си другар. Тоа другар, јас сум маж, ме разбираш. Кој мислам маж? Имам машка енергија и сега поразлично е, јас и дечко ми шобарам сега некај. Здраво, јас сум. Кажи ти. Ша има другарки? Не. Нити може да има. Ако сака другарки, не сме да има другарки? некој далеко, лепа куќа. Тешко. Не, сега реално збориме, знаеш што? Реално јас сега све што кажувам немам право. Например, јас му кажувам на дечко ми, ја ќе имам другари, ти не можеш да имаш другарки. Зошто? Јас сум женско, така. И јас има тој код као сите жени се курви, извини мамо. И некаде се согласувам со тоа зашто жените генерално се многу кварни, ја ти кажам како жена, јас сум многу кварна. Знаеш колку мене пати ми се има деца, например, да имам другар, знам дека има женска, бидам добро со женски, да му пуштам водичка, што се вика на македонски. Многу пати ми се има деца на такви работи. Значи тоа е едноставно нешто као тој некој не е да кажеме курвински ген, ама реално сите жени се курви од душа. Реално, сите. Така да, не верувам на жени, многу. Затоа ствари не дозволуваш да има твој дечко, тоа што не веруваш на жени. Може ме пример, ја ќе седам една што другарка, му ќе сватам дали има нешто или нема. Ако имаш другар, на пример, ја имав дечко што има другарка цел живот, тоа ми е окей, ме разбираш. Пример, ама ја не на ти го имаш што познато. Да. Ја имам седнато дечко, ми го имам седнато со сите мои другари, значи го имам седнато со 40 мажи во исто време, човек, ако се збуни, ме разбираш. Па Тара има долга лепеза на другари. Океј, идеме дале, четврто прашање. Зошто постојано им ги гледате профилите на бившите? Зашто не ќе да биде среќен без мене. Сакам да пати. Сакаш да пати, не кеш да биде среќен без. Да, ако видам малце му убава, реално нападна паника ме фаќа. На кој најмногу го гледаш? Сакаш да бидам искрен? Да, сакам. Ај реално не го гледам, ми праќаат. Да, ми праќаат. Не гледам, ми праќаат. Како беше Матија? Матеја. Неизбежно, ама ми праќаат. Мисля, ама например за него немам таква потреба да не биде. Ја и тя го почна дека естрадно интервју ќе ти направам. Слушај, не само да кажам, не е дека не ќе многу да биде среќен, за него стварно сакам да биде среќен, за другите не ќе да биде среќен. Се расплачам. Пето прашање. Кој дел од телото на еден маж ти е најомилен? Раце. Раце? Само раце? Да, и насмевка и уста. Друго не би. Шесто. Дали е проблем да имате секс со дечко што е невин? Не, ама не ми се случило така нешто. Не ти случило? А не ви е проблем? Нели ја имала на приказна демек жениве не ќе со невини заради тоа што не знаеле, па Еве сега да се ставам ситуација да имам дечко и да не имал сексуални односи, нема да ми биде проблем, знаеш. Добро. Секако машките побрзо учат да жени. Да? Океј. Седмо. Кој е подобро да е поуспешен во врската? Ова ми е од тебе онака најискрен одговор сакам да добијам. Значи поуспешен. Реално машка, ама јас секад сум погледност. Така да мене ја патам во животот. Ти си секогаш успешна? Да, ама реално е да јас секад имам поголем профит, да кажам месечно, јас секад имам поише места работам
како се кажа, улажам новац, добивам пари, така да. Негде поише се замарам. А добро ме интересира дали е возможно кога двајцата се исто успешни и исто многу работи имаат може да функционираат? Тешко. Тешко зашто секогаш врска и однос некој на некој се подпира, ме разбираш. И сега например у моментов у односов ја осеќам како нема да се подпира на мене и тоа ми е окей. Ме разбираш, мислам за некој не за финансиски, него за некои други работи. Вака совети тие ствари, ама реално е машко да биде поуспешно зашто некако луѓето поставиле така пред многу години машкото све да работи, зашто има машки претседатели, машки ова, машки оно, машки ова. Јас сум феминисткиња, ама некако сум поише за женски права, ама реално е машкото све да прави. Машко е глава на куќа, машко носи ѓубре до контейнер, машко иде у продавница, ма разбираш тие некои работи. Сега жена некако поставено е да е за дома. А сега кој е обрат? Тоа сега веќе у модерно време далеко од тоа дека жената да, ме некако дома, не дома, туку скроз дома, ама некако. Али те сваќам поентата што сакаш да кажеш, окей. Одиме понатаму. 8. Дали некогаш си имала сексуални фантазии за дечкото на недобрата другарка? Не, искрено не. Некако се имам поставено в глава кодекс за тие работи, стварно немам кодекс за други работи. Сега нели пред малку се зборевме. Ми се има дешавано да ми се свиѓа другар, а да има женска. И, например, да си дам на себе се дрешени раце, што ќе правам. А у другите ситуации, например, како дечко на другарка, тоа стварно не е, тоа е формирано. Црвена зона. Вие не знаете многу Тара, ја запознав и нема боље другар од Тара. Са за друга работа е малце така заебана, ама... Така. Лека ме лесно на шау причава. Океј, 9. Фејкате ли оргазам? Ова го постив во минатите епизоди. Фејкате ли оргазам? Да. Секад. Што збориш? Да, бе, шо? Цело време само Добре, шо ја глава деме како фејкате и сега му го билдате егото на мажот? Не, туку само да не може веќе. Кај... За да прекинеш тие ствари. Ти се деша често? 99% случаи. Со ша? Не коментирам сега со кој конкретно сега во ситуација. Добро, добро знаеш дека ја таков сум сакал. Се ме интересира. Кажи кој ќе го искаш. 10. Дали девојките гледаат порничи? Да. Инаку сега старта такви баце позебани прашања. Ако ме удри. Да, реално, што ако машките имаат полен органи, имаат потреби што жена нема, туку само така бе, Тара, само табу. Па гледате ли како треба животот? Пичку материну. Само што е табу тема као жена. Жена, например, сега мажите ќе седнат сексово, она ебење глупости ќе зборат, а жените ка што ти кога не се ебаш, не разбирам. Фала Богу, нека. Зашо не си искрен никој тебе жени? Зашо така се поставени работите у светот, например, еве јас сега што мене ме осудуваат за најглупи работи на светот, истото го прават. Ме разбираш? Реално. Добро, сега не баш се исто, не кршат цела куќа за дисквалификација да добијат и да потрошат 1000 евро. Брат, не ме евро пуштале дома, што да правам? И да му да направи хаварија на цела. Знаеш кој некој ќе ти каже нема да ти избркаме? Што правиш? Хаварија. Така. Да, само што ти тоа преш на камера. Иначе реално, значи сега машко има сексуални односи со жена, жена има со машко, значи обоstrano е. Така? Да. Ти имаш полен орган и јас имам полен орган. Двата органа имаат потреба. Сам сега колку толку сега кој поише кој помалку, ама реално жените се посексуални, посексуален пол се вика од машкиот пол. Така да секако жените се тие подрените за тие работи, само што не изборат. Океј. Јас изгубив, не знам до кај сум вишата ти говорил. Алал да ти е. Одиме понатаму 11-то прашање. Дали е битно ако нема многу пари? Не е битно, ама само да видиш труд кај некој сега, не мораш ти да имаш милиарди, милиони, ама брат имај работа, келнер нека си, било што да си. Амбиција? Само да имаш брат некој цел у животот, сакам да не мораш ти себе татко ми е човек од 40 нешто години, има и жена и јас сум прво дете, има уште 3 деца и куќа на кредит земал и све. Значи поштен, частен човек, тоа не значи дека не вреди. Само треба да видиш желба, пример за тебе ти зборам тоа. Ти го кажав тоа цело време, ти имаш потреба и желба, имаш голема желба не да успееш, туку да правиш нешто, да си зафатен. Јас со Лазаров иначе ни кафе не пијам. Чисто да ви биде јасно на колку. Само како ја снимам, која користам за нешто за. Не само тоа, вака преку телефон, зашто цело време брат сам авто со YouTube со нешто. Сака стварно да имаш амбиција, имаш желба да успееш, имаш брат енергија за светот таа. Дали Марта треба да биде среќна? Реално да, зашто моментот е каде што машкото ќе гледаш дека, пример, сега ша извини, ама пример ја ќе му кажам иде на Вестерн уплати пари за нешто за текст некој. Не знам кај е Вестерн. Мене да ми кажеш уплати пари на Вестерн, ќе земам телефон. Google Вестерн најблиску и пишува 200 метра, 8 метра, не знам, идам си уплаќам пари.
На пример за тие работи, например, јас сум Зашто кажеш дека на Шаму фали малце повеќе амбиција? не амбиција, желба за Желба? било што. Значи он единствено желба што има музика и јас. Толку. Брато, мора малку повеќе да се потрудиш. Одиме понатаму 12. Колку според тебе е доволно за добар секс? Минутажа. 15, поише мачење без врска. Да? Жими се, шо? Се вля, окей, ајде се например, ако сте се начукали. А ние причи на мажи, брат, ја сад, Три, и пол кој ќе те трпи 3 Не, ама сати, дали, што мислиш, дали се филмаат тие причи? Не, окей, сега разбирам помлади машки, например, као тебе или така нешто имат поише, као се викаш тоа капацитет со време да седат со кревет и такви работи. Ама брат, кој има... Да, ја поише Мене 2 се гледа минути не фаќа после издржам. 15 минути ми се, не знам, ми се... Ја поише 2 минути не издржам. Добре, Марта, што да ти кажеш? Ови некади. 13. Дали менува големината на пенисот? Не, шо, не е битна големина, битна е техника. Сега шо, можда има кафа да не знам шо прави. Се знае. Не, ала многу вулгарно беше. Реално, значи битна е техника, не е битна Јас големина. моментално се осеќам како да сум кај вас таму и да си го гледам интервју, онака интересно. Исто како девојки сега, не знам да зборат, не мора да има големи цицки, не мора да има големи цицки, доволен е нешто у очи, можеш секси пило да си го носиш. Не мора ти да се облечеш гола, да идеш, доволно е у интелигентни девојки, на пример, поише се секси пилни од овие глупи со волкави цицки, така. Реално. Така е. Ја машката цикла и бака. Стара Ја сила. зумки ми направи на тоа. Ја, брате мој. Ја, шта си ти? Идеме дале, 14 дечки, уште 3 прашања е многу битно. Дали девојките фантазираат за тројка? Да. Фантазира за све што машките фантазираат, дали тројка, четворка, имаш сега нели тие категории опорничи и сега женските сакаат у секоја да бидат, ама многи жени немаат као Можност? и немаат можност и да имат храброст. можност, храброст немаат. Пример, јас сум ти прво што нема храброст. Ево искрено ти кажам, никад нема храброст да се опробам тако некои чудни работи, ама нормално ми паднало на памет, што ако, што ако, ама генерално јас сум ти фригиден човек, не сум нешто посебно сексуална, сум муабет, ама вака на дело не баш. Браво. Така да, реално немав никад храброст, ама да, сум размислувала како би било, што би било. Ми падна на памет, знам дека постои такои работи и дека луѓето го прават тоа, сега дали е нормално или не е нормално, тоа беше. Браво, За психолози. браво. Уште 2 прашања да видиме што ќе каже. Дали си кажувате детали со недобрата другарка после секс? Охо, да, ја извонувам 5 минути после тоа. Ама нека, знаеш, имав секс да ти кажам. Детали све? Да. Јас се избацив на еден другар, ме издаде у задруга. Шо? Па ништо му кажав ништо што ми сметало. Во односот со шај, он ми изнакажа таму се јавно. Така да, другарките и на другари. Сите ли го прават тоа, што мислиш? Не, да Од ти девојки? кажав. Ти кажав некад за ништо. Не, за толку не сме се... Да рестете. Не, стварно, за тоа не сме правиле муабет. Може би си сакала да моментот ме јас сум свикал брато мој, тука каде ти е као... Као јас сум пробала, ти кажам, ти си ме собрала, ај не... Ши ми мајка сега, јас да... Ај вие одлучите кој лажете, ја или Тара? Реално јас не лажам. Тоа приметивте по клипчета, а вие знаете ли нешто за Лазаров приватно живот? Не, така да. Престани бе тоа за другите носи ги у Србија. Манипулација реалноста. Ајде. Ништо и 16 прашање последно, колку е битно за една жена да има самодореба на вакви прашања, зашто реално не е секојдневно и лесно да збориш јавно и да те гледаат над 50.000 души да збориш за секс, за приватно. Јас за се можам да зборам, например, нема да кажам се јавно јас што правам дома, како Добро. бира сексот со дечком или бивши или така натака, ама ова се све теми што не знам од која причина се табу теми. Значи нормално и да имаш секс, луѓе роди не ве донеле, ма разбираш. Мајка ти и татко ти имаат секс. Ти си направен од ова и од ова. Разбираш? И ти го имаш тоа или го имаш ова. И тоа се нормални работи, тоа не знам како за школа да работиш, сите идеме у школа, така. Сега за математика, зашто математика да биде табу тема? Така. Реално. Значи само ќе ги постиш тие работи како нормални. И животни имаат секс, гулави, Се слагам. пчели. Се слагам, сум пробал да го правам ова видео со многу од наши, ама многу ретко. Зашто да биде, например, не знам, што еден прашаш, ќе ти кажам само да не е нешто пријатно или да ме компрометира. Компромит. За другите работи може да правам ова, зашто да биде табу тема. Жени да морат малце да работат на самодоверба. Да се здрави. Жени не сте сами, значи јас сум тука. Иначе ме That is the мускула, best. можеме вака. That is the best fuck there is. Тука сум. Дечки, тоа беше се за денеска, се надам дека уживавте, многу ми е кеф и знаев дека впрочем ќе биде вака со тоа заради тоа што е најискрен човек што го имам запознаено. Ваше да ставите лайк, да ставите subscribe, пишете во коментар мислење на се ова што го зборев, ми се гледаме. Ка не ме ругајте многу, ме молам. Шалам се навикнав. Чао! All I wanna do is just flex.
Big body thing, have sex. No phone calls, just text.